Почитувани, новиот буџет кој го предлага владата, државата ја носи во економски пропаст. Државата во 2018 година ќе се задолжи за скоро над милиарда евра, со што нето јавниот долг ќе се зголеми за над 485 милиони евра, без притоа да реализира некоја поголема капитална инвестиција. Неоснованото задолжување во 2018 година ќе допринесе државниот долг за прв пат во независна Македонија да надмине 50%. Македонија ќе стане држава со долг над 50%, со што јавниот долг ќе достигне неверојатни 6 милиарди евра. Повторувам, 6 милиарди евра. Но неспособната влада не запира тука. Од фискалната стратегија на владата за наредните 2 години гледаме дека до 2020 година нивото на долгот треба да достигне 53,5%. Од што ќе се финансира овој огромен долг, кога не се реализира ниту една капитална инвестиција? Платите паѓаат, економскиот раст е забавен, а инфлацијата кај цените на мало до година ќе расте за 4,3%. Владата се однесува неодговорно. Владата ја води државата кон грчко сценарио, ниво на кое државата повеќе нема да може сама да си го сервисира долгот. Огромниот државен долг, без ниту една капитална инвестиција и инвестиција со поврат на капитал на долг рок ќе значи банкрот на државата. СДС не влече кон економското дно, огромно задолжување, а инвестиции нула. Нема покачување на социјалната помош, нема зголемување на пензиите, ги нема 500 километри нов автопат, нема ништо од она што беше најавено. Имаме намалување на средствата за земјоделски субвенции за 24 милиони евра и кратење на продуктивните расходи. Ова е само доказ дека владата нема план за развој на државата, туку неплански работи за задоволување на бизнис апетитите на милионерите во власта, занемарувајќи ги граѓаните. Ви благодарам.